Благодарам председателке, почитувана заменик министер, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Овој проект е проект кој е започнат во 2001 година. Направен е тампон на во должина некаде околу 3 км на релација Пчиња-Вакав и тука се застана, патот не се асфалтира. Зошто, од кои причини, како, не навлегувам, меѓутоа факт е дека за граѓаните од тие населени места она што со години го чека не се оствари. За пошироката јавност да објасниме за кој патен правец се работи. Ова е локален пат Пчиња-Вакав-Винце, граничен пат помеѓу општина Куманово и општина Петровец. Вчера колегата Зеки Рамчиловиќ имаше исто еден амандман со кој сакаше поврзување да го направи на овие две општини, многу битно. Меѓутоа и тој амандман е одбиен, како и денешниот амандман за ова. Сакам да кажам колку е битен овој патен правец да биде реализиран во интерес на граѓаните од село Пчиња, село Вакав, село Винце, меѓутоа тука и село Живиње, заборавено Кумановско село, Кумановската општина го има потполно заборавено, се сеќаваат само кога ќе дојде време на избори, иначе каде е, како е, колку жители има, не знаат. Зошто треба да се направи овој пат? Затоа што со овој пат се дава шанса на жителите од Пчиња, жителите од Вакав, од Винце, бидејќи главната земјоделска активност со која се занимаваат граѓаните во овие населени места се раноградинарските култури. Пчиња, Вакав, Винце, Студена бара се главните фабрики за раноградинарски култури кои го снабдеваат Куманово, меѓутоа со асфалтирање на овој патен правец даваме шанса на населението од овој регион да можат своите производи да ги пласираат и на скопските пазари. Бидејќи за да можат да отидат до скопските пазари, мораат да прават кругови, да доаѓаат до Куманово, од Куманово за Скопје. Значи многу им се продолжува патот, трошковите им излегуваат многу поголеми. Мора да напоменам дека Пчиња е многу живо место, многу живо населено место, каде имаме регистрирани млади земјоделци, каде имаме дадени од претходната власт многу трактори за стимулација на земјоделието. Затоа и сметам дека треба да се даде шанса на овие населени места, а и еден од главните фактори поради кои треба да се излезе во пресрет од страна на владеачкото мнозинство е што иселувањето во овие населени места е се уште на многу ниско ниво. Второ, општина Куманово е една од најзадолжените општини. Морам да признам дека од новиот градоначалник имаме помак. Ја вчера се заблагодарив за решавање на дел од проектите од мојата програма, тоа беше кружниците, пошто во програмата на СДСМ кружниците ги немаше никаде, сега се актуелни. Во овој момент се најавува решавање на најкритичната кружница во Куманово, која на времето ние од ВМРО ја крстивме како смртна раскрсница, затоа што многу млади луѓе ги изгубија животите на таа раскрсница. Градоначалникот за наредната година најавува решавање на оваа раскрсница, што е за поздрав. Меѓутоа, решенијата кои слушам се нудат, постои шанса да бидат во интерес на градежната мафија за да се заштитат зградите кои незаконски бева градени во оквир на таа раскрсница, и таа раскрсница е единствена раскрсница на свет каде што на 10 метри имаме 2 семафора. Значи едно сообраќајно решение кое беше вон памет. Меѓутоа со градење на кружница на локалитет Митев мост, овој проблем ќе биде надминат, безбедноста на граѓаните ќе биде на многу поголемо ниво, меѓутоа апелирам до градоначалникот шансата да населба Проевци добие приклучок на локалитетот кружница Митев мост, да не го затвораат тој патен правец и тие 800 метри кои ги делат до населба Проевце
да ги асфалтираат, бидејќи на тој локалитет се наоѓа и еден од главните бунари за напојување на дополнителната вода за фабриката за вода во Куманово. Овој проект е нуден од мене како кандидат за градоначелник 2013 година, во предвремените парламентарни избори 2016 година, во локалните избори 2017 година. Како што кажав, немаме шанса ние како ВМРО да го реализираме до крај овој проект и апелирам поради тоа што спомнав село Живиње. Населеното место Живиње нема пат према општина Куманово, така да за било која административна работа принудени се да го користат патниот правец Живиње-Сушица, Долно Којнари, Винце, до тука има асфалтен пат, од тука нема асфалтен пат, или мора да одат до Скопје, па од Скопје да дојдат за Куманово. Тоа се претежно стари луѓе кои имаат потреба од здравствени услуги, имаат потреба од социјални помоши, значи во центрите за социјална грижа да се јавуваат, така да апелирам до колегите за поддршка на овој проект во интерес на граѓаните од овие населени места. Благодарам.